Слава ти, Господи Исусе Христе, зборувај и денеска низ мене. Дојде една глува жена од помал град во Македонија, кај нас дома, по препорака на сотрудниците кои слушаат со срцето. Значи, ние имаме и сотрудници кои слушаат за Светото Писмо со оштетен слух и говор. Дојде им беше во потреба, се молевме, и тоа што е интересно и сакам да го споделаме како Духот дејствува. Се сеќавам дека таа ги затвори очите, имаше доста проблеми од демонска, од духовна природа, од нечисти духови. Таа не слуша, со затворени очи, ние се молиме со мамде дома кај нас. Нели во понеделниците имаме молитва за ослободување од демонски влијанија. Таа не слуша, не гледа, затворени очи, ние се молиме и таа плаче и реагира во телото, од душата. Тоа покажува како Духот дејствува. Кој ќе ги кренеме рацете, ќе речеме: татко, покажи ја силата во името Исусово, или излези духу нечист од неа во името Исусово. Таа реагираше, се исчисти, тогаш доживеа прочистување, проблеснување, ослободување. Денеска е замината и представена пред Бога, сакам да го потврдам тоа дека Духот дејствува. Инаку имаме феномени на молитви во Австралија и Нов Зеланд, каде луѓето исто така примаат исцелување, и Америка, па дури и во Кина преку еден наш сотрудник од Австралија. Имаме и друг случај каде што нашите сотрудници кои слушаат со срцето, практично на средбите кога слегува Духот Свети, прослушуваат, разбираат јазик, слушаат песни, мајка и ќерка исто така од еден помал град. Слава ти, Господи Исусе Христе. Ние зборуваме за вистинско христијанство, не за обредна народна традиција или реформи направени од луѓе. Ние зборуваме за водство во Духот, за една љубов, една сила, една победа во една љубов со Господ Исус Христос, еден пастир, едно стадо. Бидете исцелени во свет целив на Господ Исус Христос, за секогаш Исус, на секаде Исус, во секое срце Исус. Ах, колку си не возлюбил Татко Небесен.